Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. 80 новозаразени, 3 починати и 56 оздравени е неделниот коронавирус биланс за Гостивар. Се спроведува истрага за силувањето на 3 деца во Тетовско. По затварањето на Евростандард банка се зголемија гужвите пред другите банки. Осумдесет новозаразени, 3 починати и 56 оздравени е неделниот коронавирус биланс за Гостивар. Овие бројки го ставаат Гостивар на 3-то место во земјава по нови случаи, после Скопје и Куманово. Гостивар останува меѓу првите региони во земјава по ново заразени со коронавирус. Според последниот збирен преглед на Институтот за јавно здравје, за една недела во Гостиварско заболеле 80 лица, додека 3 починале како последица на компликации од вирусот. Во истиот период 56 пациенти се евидентирани како оздравени. Овие бројки го ставаат Гостивар на 3-то место во земјава, по Скопје со 281 новозаразен и Куманово со 89. Најголемиот дел од новите потврдени случаи во Гостиварско имаат благи симптоми или се асимптоматски, но сепак интензитетот на ширење на заразата ги загрижува лекарите. Главната причина за ваквата состојба ја гледаат во неодговорноста на граѓаните кон мерките на заштита. Се одат без маски, без никакви дистанции, без перење на рацете, без тоа, и тоа е најголем узрок на овој голем број на пациенти што ги имаме во Гостивар. Во Гостивар ситуацијата е алармантна по мене, значи со полесна клиничка слика, али многу има на домашно лекување, што се само се пријавуваат кај нас, кажуваат дека имат општи симптоми, малахтаност, температура. Тоа и нема други тегање во градите или слабост, нешто друго. Значи, тие симптоми ги имаат и тие се во самоизолација дома. Од почетокот на пандемијата во Гостиварскиот регион со корона се диагностицирани вкупно 752 лица. Активно болни моментално се околу 300, од кои скоро 90% се од територијата на општина Гостивар. Во општините Врапчиште и Маврово Ростуше, ширењето на вирусот веќе спласна. Изминатиот период има и повеќе ковид тестирања. Ако порано дневно се земаа по 10 до 20 брисеви, сега оваа бројка се движи од 40 до 50. Вкупно во епидемиолошката служба во Гостивар направени се над 2600 тестови. Иако Гостивар се соочува со брзо растечки тренд на новозаболени, институциите неделава не одржаа состанок на кризниот штаб со образложение дека е период на одмори и голем дел од надлежните се отсутни. По затворањето на Евростандард банка се зголемија гужвите пред другите банки. Пензионерите и социјалците во кус рок требаше да отворат нови сметки. Исплатата на августовските пензии денес дополнително ги зголемија редиците пред филијалите во Тетово. При тоа се забележува дека во целост не се почитуваат мерките за заштита од ширење на коронавирусот. Во Тетово се чека и по неколку часа за влез во банка. Секојдневно пред експозитурите има долги редици клиенти збиени еден до друг, а дел од нив не носат и заштитни маски. Гужвите се создадоа откако се затвори Евростандард банка, поради што граѓаните мораат да отворат сметки во другите банки, но и за плаќање на месечните давачки. Исплатата на августовските пензии денес дополнително го удвои бројот на тетовци, кои револтирани и нервозни велат дека мораат да чекаат долго време за своите пари. За своји пари да застанеш во редица. Во редица и да пушта еден по еден. Ова го немало никад во животот, јака памтам во мој години. 3 сати чекам 4. Од Сабајле до 8 сати. Од 8 сати, ја чекаме. Не е реално. Пензија, зашто чека? Пензија, за пензија. Кредит да платим и тоа не може.
Инаку од утрово полициските службеници на терен и пред банките, каде укажувале и предупредувале да се внимава на редот, да се држи растојание и да се носат маски. Контролите ќе продолжат, а сите кои не ги почитуваат мерките ќе бидат казнети. Од општина Тетово вела дека се свесни за гужвите, поради што во 2 наврати испратиле барање до Народната банка да преземе конкретни мерки. Останува апелот на општина Тетово до надлежните да го средат овој проблем, за да се намали бројката, односно да се намали гужвата и да најдат некој си модел кој што ќе го олесни плаќањето на и земањето на пензиите од овие институции. Од Евростандард банка АД Скопје во стечај ги известуваат сите физички и правни лица дека побарувањата по основ на депозит кои ги имаат, без оглед на износот, се сметаат за пријавени со денот на отворање на стечајната постапка во банката и тие немаат обврска за нивно пријавување до стечајниот управник. Сите физички и правни лица кои имаат побарување од банката кои што не се по основ на депозит, истите треба да ги пријават како побарување од стечајната маса, по писмен пат до стечајниот управник до 7 септември. Кон пријавата потребно е да достават писмени докази за побарувањето. Во врска со примопредавањето на предметите кои што се во граѓанските сефови, клиентите ќе бидат контактирани во текот на следните 20 дена за терминот кога имателот на сефот ќе биде потребно да дојде во просториите на банката за отворање на сефот и подигнување на предметите. Работите за изградба на водоводот за село Синичане се уште не се започнати. Градоначалникот на Боговиња Албон Джемили се надева дека од наредната недела ќе се започне со градежни активности за изградба на водоводот. Работите биле во мирување. Оти директорот на дирекцијата за вода бил на годишен одмор. Имавме добра вест. Од дирекцијата за вода, бидејќи директорот го искористи годишниот одмор, денеска го добивме подписот, односно подписот од таму, и верувам дека во понеделник комисијата ќе излезе на местото и многу наскоро ќе направа дефиницијата за потоа да започнат работите. Во случај да не започнат градежните работи, Джемели најавува протести и блокади со мештаните. Жителите понатаму остануваат таму дење и ноќе 24 часа. Жителите се решени, информациите што ги имам, велат дека ако работите не започнат деновиве, веројатно ќе има протести од различни димензии, блокирање на патишта или нешто друго. Планирано е проектот за изградба на водоводот да заврши на 20 септември и конечно да се реши проблемот со недостигот од вода за пиење за жителите од село Синичане. Во Гостивар започна акција за донирање ранци и училишен прибор. Општината апелира сите граѓани и компании кои што имаат можност да се вклучат и донираат. Со срце дарувај, ученик израдувај. Под ова мото и годинава Гостиварската локална самоуправа организира акција за донирање училишни ранци и прибор за ученици од социјално ранливи семејства. Подготовките за на училиште се удар врз секој семеен буџет, но особено за родителите кои што се невработени и живеат од социјална помош. Токму затоа се испраќа апел сите граѓани и компании кои имаат можност да се вклучат да донираат. И ова година, иако е ситуацијата малку поразлична од минатата година, знаеме дека сега е многу потешко и за бизнисмените, и за книжарите, и за сите, но секој човек со хумано срце може да делува на таквите деца барем една ташна со прибор и да им овозможиме и да им помогнеме на таквите деца. Гостиварчаните секогаш биле хумани луѓе и мислам дека и ова година ние акцијата ќе ја завршиме успешно. Годинава поради пандемијата учебната година ќе започне подоцна и во поинакви услови. Сепак на децата им се неопходни основните работи за совладување на наставниот материјал. Чекаме уште неколку дена дали Министерството ќе им обезбеди на таквите деца компјутери или лаптопи за тие да можат полесно да го спроведат учењето онлайн. Тие имаат обврска врз тоа, ја чекам дека и професорите и за децата треба да им се обезбеди. Во спротивно тие не можат да се вклучат во системот онлайн. Минатата учебна година во Гостивар беа спроведени повеќе акции во кои беа собрани над 300 електронски уреди за ученици, со цел да може да следат онлайн настава. Училиштата сега прибираат податоци уште колку деца останале без услови за настава преку интернет. Од општината очекуваат Министерството за образование да им обезбеди лаптоп, компјутер или слично. Во акцијата со срце дарувај, ученик израдувај, лани беа обезбедени училишни ранци и прибор
за околу 500 ученици од гостиварските училишта. Мандаторот за премиер Зоран Заев го достави до собранието предлогот за новата влада, чиј приоритет, како што најави тој, ќе биде борбата против криминалот и корупцијата, чистењето на судството, економијата, здравството, образованието, животната средина, соседските односи и членството во НАТО и Европска Унија. Денеска, како мандатор, до собранието доставувам предлог за влада која е подготвена да сработи во полн 4-годишен мандат. Со мене денес се 19 министри и министерки, сите заедно се обврзуваме дека ќе влечеме напред, секој ден, секој час, дека ќе работиме уште повеќе и уште подобро и дека ќе побараме од секој од вас, од секој граѓанин, уште поголемо учество. Ајде сите заедно да ги одвоиме нашите напори и да го направиме секое населено место од нашата земја подобра средина за живење. Програмата за работа на владата во целост ја отсликува посветеноста на сите политички партии кои се дел од коалицијата за безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, темелно прочистување на правосудството и проверка на потеклото на имот и пари на сите функционери. Сите коалициони партнери сме согласни посветено да продолжиме на реализацијата на договорите со Република Грција и Република Бугарија, кои донесоа влез во НАТО и одлука за почеток на преговорите со Европската Унија, како и на Охридскиот рамковен договор кој е темелот на заедничкото живење во мир. Имајќи го предвид периодот во кој се наоѓаме и состојбата со COVID-19, новата влада ќе се посвети на сериозни инвестиции во јавното здравство, за да имаме уште повеќе подготвени капацитети и мотивиран кадар кои ќе се борат против коронавирусот. Како еден од столбовите е и борбата против загадувањето и решавањето на овој деценијски проблем преку суштински политики и инклузивен процес на мобилизација на сите расположливи капацитети. Тука најмногу сте потребни вие, граѓаните. Приклучете се да си ги чистиме воздухот, почвите и водата. Се спроведува истрага за силувањето на 3 деца во Тетовско. Основниот суд Тетово на осомничениот му определи притвор во трајање од 30 дена. Основното јавно обвинителство Тетово поведе постапка против 43-годишен жител на Тетовско село, кој се сомничи дека сторил 3 кривични дела – силување. Осомничениот во текот на 2019 и 2020 година во повеќе наврати со умисла извршил други полови дејствија врз 3 деца кои наполниле 14 години. Тој упатувал закани, уцени и сила кон децата, пошто ги принудувал повеќе пати на полови дејствија. Се заканувал со пиштол и нож, како и со објава на компромитирачки фотографии кои ги направил, па го искористил стравот кај децата за да го врши делото, се вели во соопштението на јавното обвинителство. По донесување на наредба за спроведување истражна постапка, јавен обвинител од основното јавно обвинителство Тетово до надлежниот суд поднесе предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Основниот суд Тетово го прифати предлогот на обвинителството и со решение на осомничениот му определи притвор во трајање од 30 дена. 63 лица казнети за неносење заштитна маска. Во полицискиот билтен и информации за приведување на 28-годишник од Гостивар поради поседување марихуана и за повреден жител од Седларево во физички напад. Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на СВР Тетово за неносење заштитни маски на вкупно 63 лица, 40 во Тетовско и 23 во Гостиварско, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 14 лица во Гостиварско изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лицата со вакви решенија не било утврдено непочитување на истите. Вчера вечер во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 28-годишник затоа што при преглед му била пронајдена марихуана.
Против него ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска во 3 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавено е дека во Тетовската клиничка болница бил донесен за укажување лекарска помош 30-годишникот Тетовско Седларево, кој имал повреди на главата. Според него тој бил повреден во физички напад што се случил во угостителски објект во селото. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, и вчера преземаше повеќе активности за поголем ред со паркирањето, особено во централното градско подрачје. Откриени, санкционирани и со пајак возило биле подигнати 11 непрописно, односно погрешно паркирани возила, а откриени исто така се и 3 лица кои ги управувале возилата без положен испит и валидна дозвола за тоа, информираат од СВР Тетово. Фудбалскиот клуб Ренова го започнува настапот во Лигата на Европа. Фудбалскиот клуб Ренова утре ќе го започне настапот во квалификациите за Лигата на Европа. Прв противник на гипсарите од Джепчиште ќе им биде ерменски Алашкерт, а поради пандемијата на COVID-19 оваа сезона ќе се игра само по еден надпревар без реванш, а Ждрепката посака единствениот дуел да се одигра на теренот на Алашкерт во Ерменија утре со почеток во 18 часот. Се знае противникот е фаворит, квалитетна екипа, ама ние значи добро сме го анализирали во надпревар противникот, значи знаеме кај се нивните јаки и слаби страни. Ќе идемо таму, значи што подобро да се представиме, не идеме со бело знаме, значи ќе даваме максимум, ќе пробаме да изненадиме. Ова за Ренова ќе биде 7-о учество во европските купови. Гипсарите дебитираа во 2008 година против Риека, а последен пат во Европа настапија пред 5 години, односно во 2015 година, кога беа елиминирани од молдавската Дачија Кишињев. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Киси Бенада. Пријатно!